Да, сменете директорот на Центарот за јавно здравје во Велес Тони Димитриевски соопшти попладнево на пресконференција министерот за здравство Венко Филипче. Ова е резултат на сериозните прекршувања кои државниот здравствен и санитарен инспекторат ги утврдил при вонредниот инспекцијски надзор во ова институција, а вчера ги соопшти директорката на инспекторатот Иринка Сотирова Бухова. Според наодот, сите брисеви за евентуално сомнителни лица од COVID-19 се вршени без епидемиолошка анкета. Евиденцијата е водена неправилно, потоа раководителот и вработените не носеле заштитна опрема, се ослободувале од работа здравствени работници без никаков основ, не се почитувале алгоритмите за земање на материјали за молекуларна диагностика. Тоа се дел од забелешките кои ги утврдил инспекторатот. Во Велешкиот центар за јавно здравје има тројца позитивни на коронавирус, а 9 мина други се во самоизолација, а со коронавирус е заразен и лекар кој е вработен во Центарот за јавно здравје Велес, кој покрива и Кавадарци. Лекарот е од Кавадарци, а за него се смета дека е заразен од вработените во Центарот за јавно здравје во Велес, односно дека кластерот потекнува од таму. Неправилностите кои сепак директорката Бухова вчера на пресконференцијата рече дека доколку лекарот бил во заштитна опрема, немало шанси да тој се зарази. Инаку неправилностите кои ги констатирал инспекторатот се веднаш отстранети, рече министерот Филипче, и Центарот за јавно здравје од Велес функционира нормално. Предлагам да ја слушнеме неговата изјава во врска со овој случај. Ги направивме сите анализи, направивме детална анализа на извештајот, проценка на многуте информации кои што дојдоа од повеќе страни. Утре или задутре во Центарот ќе биде назначен нов директор со оглед на пропустите кои што беа детектирани во работата на Центарот за јавно здравје во Велес. Уште тогаш кога се утврдија тие недостатоци, се направи прераспределба на кадрот од другите одделенија и во пунктот за земање на брисови, за да функционира соодветно на начин на кој што треба со соодветна индикација ставање со решение за самоизолација. Значи тоа е веќе еден процес кој што според кажувањата, наодите, веќе е нормализиран тогаш во тој момент кога после инспекцијските надзори вонредни се установија неправилности. Сомнежите за неправилностите во работењето на Центарот за јавно здравје од Велес почнаа уште пред непол месец, кога семејството на починатиот 78 годишен велешанец и преку нашата телевизија објави дека обвини дека откако посмртно е утврден коронавирус кај починатиот, на членовите на семејството не им била направена епидемиолошка анкета, а им било и кажано дека ќе се тестираат после викендот кој тогаш следуваше, односно 3 дена по смртта на велешанецот со коронавирус. Сега веќе поранешниот директор ова тогаш го негираше, но слични вакви поплаки до нашата редакција стасуваа буквално секојдневно. Инспекцијскиот надзор во оваа институција стигна од како 6 вработени во маркетот Кидго пред 2 недели беа позитивни на вирусот, а според првиот човек на инспекторатот Бухова, екипа на Центарот за јавно здравје од Велес излегла на терен на инсистирање на инспекторатот. Директорот Тони Димитриевски вчера во телефонски разговор за телевизија 24 ги демантираше овие наводи на инспекцијата, но остави можност епидемиолозите да направиле грешка. Сепак рече дека одговорност не чувствува, оти грешките биле исправени. Во меѓувреме, пунктот на Центарот за јавно здравје за земање брисеви функционира и тоа се закажува преку матичните лекари. Денеска тука нема регистрирано нови случаи на граѓани кај кои е откриен коронавирус. Бројката на заразени останува на 66, со што Велес е на 5-тото место во земјава по број на заразени со COVID-19. Толку за овој извештај од Велес.